колумна на Дарко Јаневски. Брисел и шарените ни ставаат бугарска јамка околу вратот. Има една реченица на републиканскиот сенатор Џон Кенеди за демократката Александра Окасио-Кортес, која CNN ја опиша како прогресивна, мислам беше CNN, во која сенаторот вели дека таа е толку интелигентна што заради неа на шампоните има упатство за користење. Знаете она, упатство на кое пишува дека прво ја мокриш косата, па го отвораш капачето од пластиката во која е шампонот, ставаш шампон на косата и потоа триеш, а накрај ја плакнеш косата со вода. Да, упатство на шампон. Тој Кенеди и таа Кортес некако постојано ми доаѓаат на ум кога ја гледам радоста на нашите шарени, со која го дочекаа извештајот на ЕУ, во кој не караат дека не сме се бореле доволно против корупцијата. Онаа корупција чиј корен е во судско-обвинителската мафија, која чува 80, со букви би било 80, кривични пријави за корупција во фиоките. Се разбира за да биде радоста на нашите кортезовици, поприсутна и поцеловита во целата приказна, во истиот извештај ЕУ го кара Мицковски зашто го карал судскиот совет. Тој е истиот совет заедно со советот на јавни обвинители, која штити таа судско-обвинителска мафија, која не ја гони корупцијата, за која ЕУ не кара. И сега, од една страна ти бараат да се бориш против таа корупција, а од друга да не ја чепнеш таа мафија која тој систем на корупција го штити. И во исто време се бараат реформи за таа мафија да била уште понезависна од власта, не баре некој досега ја чепнал, а довербата и натаму е 2 од 100. Во системот кој кога е воспоставен ги поминал сите филтри на ЕУ, која сега вели ние сте добри. Сушност, од нас сега се бара да воведеме до крај некој данско-шведски систем на избор на судии, кој кај нас не функционира. Практично тој систем ние веќе го имаме воведено, освен во некои нијанси, и не би функционирал, како што во Норвешка не би функционирало кога во Хамерфест, најсеверниот град во таа држава, би отвориле продавница за крема за сончање со висок заштитен фактор, по можност 50, и на пакувањето од кремата да напишете «Купувајте македонско». Или во Јакутск, каде сега во овој момент е минус 21 степен Целзиусов, а за еден месец ќе биде минус 40, да продавате клима уреди. Со акцент на тоа дека тие ладат. Елон Маск ќе ви завидува. А има демократски системи во светов, како на пример Германија, каде федералните судии ги бира нивниот парламент. И никому ништо. Или во САД, каде за федералните дистрикт судии, кај нас тоа би било нешто како апелациони судии, се гласа и во Сенатот. Па имаше една судијка, Јуми К. Ли, номинирана од Џо Бајден, номинирана, а не предложена, терминологија чија разлика председателката Силјановска добро ја знае, која лани споменатиот Кенеди така ја претресе на сослушување, што таа во буквална смисла на зборот не знаеше како се вика. Имено, жената сметала дека е во ред ако некој против кого се води судски процес за кривично дело, во текот на постапката, ако свати дека ќе добие затворска казна, изјави дека не е маж, туку е жена, и побара да биде сместен во женски затвор. А делото можеби е токму од сексуална природа, онака, малку, например за силување, и сака човекот во женски затвор. Зашто да не, нели? Како и да е, Кенеди ја претресе колку што можеше, но накрај судиката беше изгласана со 50 гласови наспроти 49 во Сенатот на САД. Тоа кај нас не може. Кај нас не може судиите да бидат гласани во парламентот. Кај нас ЕУ наскроју ако може тие не само самите си се избираат, па потоа да си прават шеми, туку и изборот на судскиот совет, а веројатно блиску до тоа е изборот на советот на јавни обвинители, да биде надвор од било какво макар минимално влијание на собранието, што би не одвело до катастрофа, до библискиот потоп, ама потоп пред кој никој не му кажал на Ное да ја спреми архата, ако веќе и не сме таму, а мене ми се чини дека сме таму. А од друга страна, нема ништо повеистинито од тоа што го кажа Мицковски дека ние ќе добиевме петка на рачето од ЕУ и за ова судство со 2% доверба.
Ако ги внесевме бугарите во уставот, ќе бевме најдобри и најпаметни. И се разбино најубави, без ботокс, туку природно. Земја во која шетаат среќни, весели, насмеани луѓе, земја во која двајца мажи си водат под рака посвоено дете, а околу нив алеи со рози, орхидеи и лалиња. Земја во која пензионерите, кои кај нас сега умираат некаде околу 75-та година, всушност живеат до 90 и умираат со весела песна на устата. Се разбира, тоа ќе траеше само неколку месеци, до првата блокада од Бугарија поради тоа што нивниот министер за надворешни работи нема да се согласи со извештајот на Историската комисија во кој ќе стои дека не сме прифатиле дека сме бугари. Историски. Не сме прифатиле да го отвориме ковчегот на Гоце во Свети Спас и на неговите коски да ставиме плочка како она на споменикот на Александар, со тоа што на оваа би пишувало дека тој е бугарин. Не знам дали по умот на великанот Зоран Заев, благодарам на прашањето, тој е се уште на слобода, интелектуалното гуру на нашите шарени, има и шахти за брусење, кои ја загрозуваат Бугарија, ама кај да е, и тоа ќе го најдеме и сториме. И повторно ќе ја споменам убавата Кортес, која би била одличен пандан на Заев и една мисла на Кенеди кој вели дека човекиот мозок е извонредна работа. Почнува да функционира уште додека сте во мајчиниот стомак и не престанува со работата се додека не ве изберат за член на Конгресот. Се разбира, тоа го кажува во нивен контекст, а преведено на нашиот контекст тоа би било дека човекиот мозок работи се додека не станете шарен, револуционер, против клетите антиевропејани, кои не сакаат да ја прифатат тезата која се влече уште од времето на она фино и убаво момчиње што беше министер, Бојан Маричиќ, а која вели дека ако ги внесеме бугарите во уставот, тоа ќе било наша победа. Смислена од умот на великиот Заев, бидејќи така, ќе се докажале дека ние и они сме различни, односно дека има бугари и има македонци. Со тоа што нашите кортезовици, кога го велат ова, грешат во една мала нијанса. Бугарите не спорат дека сега ние сме македонци, па нема ни никаква потреба да се раздвојуваме од нив во уставот. Тие само спорат една мала работа, дека сме биле бугари од 6-7 век до 1944 година. Затоа и ќе бараат да ставиме плочка на коските на Гоце, на кој ќе пишува дека тој е дел од бугарското историско културно и какво се не наследство. Всушност тие велат дека од нас не ни бараат ништо, дека тоа го бара Европа, откако Заев си го потпишаа француски предлог со протоковите. Плочката ќе ја постави лично Заев додека кордонот од нашите шарени, кои сега се бесни, па во Брисел гледаат надеж дека со негова помош повторно ќе се вратат времињата на Бејли, на Гарет, на Катица и Фатиме, ќе фрла ливчиња од рози пред неговите нозе. Како и да се вратиме на сериозноста. Брисел всушност ни ја става бугарската јамка околу вратот. Ни вели немате напредок, ама тие што ви кочат во напредокот немојте да ги чепкате. Напротив, уште повеќе заштитете ги. И тоа ќе трае така се додека не ги внесеме бугарите во уставот. Потоа ќе бидеме најубавина мајка, се до првата блокада кога повторно ќе бидеме најзаостаната држава во Европа. И пошироко. Па ќе бараат да потпишеме дека и самиот Тито бил бугарин, ама како комунист, во заговор со Ѓорги Димитров, не направил македонци. Да бидеме начисто, Бугарија си ја брка нејзината работа, а ние треба да си ја бркаме нашата. Лично секогаш ги сметал бугарите за пријатели, зашто ние историјата тоа го покажала немаме проблем со Бугарија или со ЕУ или со било кого, туку со домашните шарени кои потпишаа тоа што потпишаа, со домашните Кортезови и Заевци, а не со Бугарија или со ЕУ, што го потврдија со своите потписи Николовски и Караџов, покажувајќи дека можеме и поинаку. Зашто знаете, Гоце не го предадува османлиите, тие беа само извршители, го предадува македонците, кои тогашното ВМРО и покрај серијата ликвидации никогаш не ги најде. Од прилика така стојат работите, така што не ми останува ништо друго освен да завршам како што и почнав, со Џон Кенеди, кој за некои луѓе вели дека се доказ дека човекијата еволуција на вистина е бавен процес и кој неодамна објави книга со наслов кој гласи "Како да добиеш негативен резултат на тест за глупавост", а за крај една констатација и едно прашање. Ј.О. Коцевски нема со мал прст да мрдне за оние првични 8 случаи на непотребни операции на приватна клиника за кои не сме платиле.
Сега тие 8 станале 25, па се чекале експерти, па не знам што. А на оние првите 8 беа подпишани 16 наши врвни експерти и никому ништо. Тоа е, хипотетички кажано, како да имате 8 убиства, како да донесете 8 трупови пред зградата на ЈО, а они да кажат, не, чекаме да стигнат сите 25, ама пријавата мора да ја поднесе МВР, инаку ние не реагираме. Што да се каже повеќе на ова? А за прасањето се однесува на скопска патологија, онаа при клиничкиот центар. Таму уште болните од канцер чекаат за резултати по 1 месец и никому ништо. И уште ли лекарите од клиничкиот ви велат, ако ви се брза, носете го примерокот од биопсија на приватно, зашто ивде ќе биде кој знае кога.